Божик и Бадник се два од најважните христијански празници исполнети со богати традиции и обичаи, кои датираат од вековите. Овие празници носат посебна радост и топлина во домовите на верниците, додека го слават раѓањето на Исус Христос. Тие се обележани со уникатни обреди, богослужби и семејни собири, кои ја символизираат љубовта, надежта и заедништвото. Според македонските обичаи, на 5 јануари започнува славењето на божикните празници. Вечерта спроти Бадник првите коледари го палат коледарскиот оган и при тоа се пеат песни. Се игра и се пие топла ракија. На тој начин се бркаат злите духови од земјата. Наредниот ден на големиот христијански празник Бадник, малите деца одат по домовите од соседите, чукаат на вратите и пеат коледарски песни. Според традицијата, домакините за тоа ги наградуваат со колачи, костени, ореви, јаболка и ситни пари. Бадник се прославува на 6 јануари и го најавува доаѓањето на Божик. Овој ден е исполнет со символика на подготовка и очекување. Традицијата започнува со собирањето на бадниковото дрво, обично од даб, кога се носи дома како символ на здравје и благосостојба. Во многу македонски семејства бадниковото дрво се поставува во куќата и околу него се собира целото семејство. Еден од најважните моменти на Бадник е бадниковата вечера. Ова е постна трпеза, на која се поставуваат традиционални јадења како граф, риба, зелник, леб со паричка, ореви и туршија. Лебчето со паричка има особено значење. На почетокот на вечерата лебот се крши и парчињата се делат помеѓу членовите на семејството. Се верува дека оној што ќе ја најде паричката, ќе има среќа и благосостојба во текот на целата година. Во текот на Бадник верниците ја посетуваат црквата каде што се одржуваат вечерни богослужби. Се пеат божикни песни кои ја објавуваат радосната вест за Христовото раѓање. Овие песни носат дух на радост и го обединуваат народот во прославата. Божик се слави на 7 јануари, според јулијанскиот календар, и е еден од најголемите христијански празници кој го одбележува раѓањето на Исус Христос. Утринската литургија во црквите е централниот настан на овој ден. Верниците се собираат за да присуствуваат на вечерните богослужби, каде што се молат и учествуваат во светата причест. Хорот ги пее божикните химни, што носи духовно просветлување и мир. По литургијата семејствата се собираат на свечен ручек. За разлика од постната трпеза на Бадник, божикната трпеза е богата и раскошна, со месни јадења, разни десерти и вино.
Ова е време за заедништво, кога семејствата се собираат, споделуваат радости и се потсетуваат на значењето на празникот. Во многу домови Божик е време за размена на подароци, што ја символизира љубовта и грижата на ближните. Домот се украсува со елки, свеќи и Божи книвенци, кои ја символизираат вечната слава и животот. Историјата на Божик и Бадник е длабоко вкорената во христијанската вера. Овие празници го означуваат настанот на раѓањето на Исус Христос, кој според христијанското верување е спасителот на светот. Бадник со својата подготвителна природа ја символизира надежта и очекувањето на спасението, додека Божик ја слави радоста и светлината која доаѓа во Христовото раѓање. Обичаите на Бадник и Божик варираат од регион до регион, но заедничко е чувството на заедништво и духовна радост. Од свечените благослужби до топлите семејни оброци, овие празници носат порака за мир, љубов и надеж, која ги обединува луѓето и ги потсетува на вистинските вредности во животот.